Со джекче и мрежен кабел во голема просторија поделена со параван на четвртиот кат во Управата за безбедност и контраразузнавање ги поврзал системот за следење на комуникации со еден од неговите компјутери со кој работел системот за интегрирана гранична контрола. Вака Ѓорги Лазаревски, порано вработен во УБК, пристапувал до системите за следење на комуникациите во времето на масовното прислушување на граѓаните. Ова објаснување на Лазаревски беше дел од одговорите на прашањата на адвокатот Љупчо Шврговски и обвинетиот поранешен директор на УБК Сашо Мијалков на денешното рочиште за случајот Таргет тврдина. Мијалков уште праша дали Лазаревски се уште ги чува оригиналните докази од прислушуваните разговори. Не располагам со оригиналните логови кои што ги извадив тогаш, туку се што беше предадено на обвинителството, бе оние снимки што ги извадив. Се што е симнато од системот Вернит, за кој ме прашувате, е копија. Тоа беше копирање од диск, на кој беа чувани бројните прислушкувани телефонски разговори. Јас вам не ви верувам, му рече Мијалков на Лазаревски откако доби негативен одговор на неколкуте дополнителни прашања за тоа зошто кај себе сега нема докази за неговиот пристап до системот за следење на комуникации. Лазаревски во детали одговараше и на прашањата за начинот на кој тој ги преземал прислушуваните разговори заедно со неговиот тогашен колега Звонко Костовски. Случајот Таргет тврдина на специјалното јавно обвинителство се однесува на незаконското прислушување на над 20.000 граѓани, како и за уништување на опремата за следење на комуникациите. Покрај Мијалков, обвинети во Таргет тврдина се пребеганите во Грција поранешни вработени во МВР Горан Груевски, Никола Бошковски, екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и Тони Јакимовски, шеф на кабинетот на Мијалков.